Ветувањата на министерот Филипче дека сите постари од 40 години ќе добијат или веќе имаат добиено термин за вакцинација ги налути граѓаните. На социјалните мрежи жестоко реагираат за, како што велат, празните ветувања на министерот. Очајно прашуваат до кога ќе чекаат да добијат вакцина. Јас се регистрирав во февруари, добив имејл за потврда, но немам термин за вакцинација, а сум 54 годишна. Значи или ве лажат, или вие не лажете нас. Не е точно дека сите добиле термин. Еве, јас не сум добила, се регистрирав уште во февруари на вториот ден од отворањето на сајтот. Што е најтрагично, нема никаде да пријавиш нерегуларности. Повели министре, демантираме. Пола вработени од државни институции нема добиено термин за вакцинација на 40 години. Во Битола ние сме на 65 години. Уште не сме повикани, а пријавени сме пред 30 април. Гледајте само за Скопјани. Министерот изминатата недела неколку пати излезе со различни изјави и ги збуни граѓаните. Сите граѓани кои што се пријавени на сајтот вакцинација МК, а тоа се невакцинирани близу 160.000, во период од 2 недели, значи некаде до 15 мај, ќе добијат термин за вакцинација преку SMS порака или мејл со точно време и пункт каде треба да се јават. Тоа значи помлади ќе добијат? Апсолутно. Се спушта возрастната граница согласно бројот на пријавени некаде и на вистина до 40 години, во некои градови кај што нема доволен број на пријавени постари граѓани. Бројката на вакцинирани граѓани над 70 години некаде околу 33%. Тоа што сега планираме да го направиме е да запреме со повикувањето негде на 40 или 45 години за дополнителната бројка на 130.000 граѓани кои што аплицирале, ги повикаме постарите над 70 години. Сега ставаме малку акцент и на овие ново пријавени граѓани над 70 години со цел да се заштити таа најкритична категорија на граѓани, што значи дека можне помладите нешто подолго време да почекаат. Инаку на официјалниот сајт за вакцинација бројчаникот вели дека досега за имунизација пријавени се околу 353.500 граѓани.